И покрај најавите, денеска немаше ниту детонација, ниту дислокација на бомбата во Штип. Целата активност е одложена на неодредено време, поради проценката за неопходна евакуација на околу 5000 жители од околните населби, како и сите вработени во компаниите околу местото каде е лоцирана гранатата. Конечната одлука за тоа треба да ја донесе Дирекцијата за заштита и спасување. Ова произлегува од големата разорна моќ на бомбата, која е содржина од околу 1 метар, а во неа има 70 килограми експлозиви. Разорнувачката моќ е 1, а ударната 3 километри. Тоа значи дека во радиусот на разорната моќ на проектилот од Втората светска војна влегуваат населбите Пребег, Горна и Долна Железничка и целиот индустријски дел на градот. Токму и поради ова, надлежните се одлучиле за дополнителни мерки на безбедност. Во текот на вчерашниот ден е ископана дупка со длабочина од околу 4 метри и со помош на кран истата е префрлена таму, што на минимум ја сведува можноста за пропратни проблеми. Сепак, кога во прашање е бомба со 70 килограми експлозив во неа, дополнителна внимателност секогаш е потребна. Според сегашните планови, постојат две можности за уништување на бомбата. Едната од нив е таа да се детонира во сабота или недела, односно во неработен ден. Втората пак е проектилот да се дислоцира на Криволак или Сушево и таму да се уништи. Сепак досега никој ништо официјално не соопштува за денот и времето на уништување. Инаку авионската бомба во Штип беше пронајдена на 30 јуни во индустријската зона, при извршување на градежни работи од страна на вработен во штипска фирма. Од Дирекцијата за заштита и спасување уверуваат дека нема опасност од само активирање на авионската бомба, бидејќи на неа се уште си стојат запалките, а кога ќе биде уништена ќе се насочи кон теренот каде што нема население и објекти.